додека се радувам гледајќи ја ќерка ми како го вее знамето на заедницата. Не можам да не се сетам на сите LGBTQ тинејџери кои живеат во страф од своите родители или се соочуваат со отфрлање. Не можам да не помислам на луѓето од нашата заедница кои не смеат да излезат од шкафот и кои не можеа да бидат тука, да бидат слободни барем само денеска во овие неколку часа. Прво, непослушни, поради тоа што непослушноста за ЛГБТ заедницата представува еден политички концепт. Во општество кое што практично ја втурнува оваа заедница постојано во своите приватни простори, кога е изложена на повеќекратно насилство, на говор на омраза и на непризнавање на своите права, тогаш ако значи дека треба да не бидеме непослушни за нашите основни базични права, да одбираме да бидеме непослушни. А додека оној дел спектакуларни се однесува на нашата желба, моќ па и отпорност да го направиме тоа на ваков начин како што можете да видите. Што парада на гордоста затоа што како што и сите други граѓани протестираат за своите права и ние сакаме да протестираме за нашите права. Прајдот се одржува токму заради слободата на ЛГБТ луѓето и трансродовите лица, токму заради прифаќање на општеството на оваа маргинализирана група на заедници. Сензитивно образование за овие теми, затоа што голем дел од ЛГБТ и луѓето своите први трауми ги доживуваат токму во образованието. Ние имаме образовен систем кој што се уште не знае како да одговори и многу често се случува кога некој ЛГБТ и дете е предмет на насилство, наместо тоа да биде заштитено, тоа е изолирано дополнително и праќано во други училишта, во други класови, што значи целиот систем треба да се сензитивизира за како да одговори на овие предизвици. И понатаму секако општеството да се отвори кон прифаќање, поради тоа што овие луѓе живеат меѓу нив. Се соседи, нивни роднини, можеби браќа и сестри и прифаќањето е единствената опција. Едино оно што го имаме како напредок е носењето на Законот за заштита од дискриминација, каде што експлицитно се внесени сексуалната определба и родовиот идентитет. Нажалост сме сведоци на неносењето на Законот за правно признавање на родот, кој што имаше 3 обиди да се внесе во собраниска процедура, но нажалост и 3 обиди беа повлечени.